Почитувани новинари, почитувани граѓани. Зоран Заев ја заглави државата во систематска криза. Енергетска, здравствена и економска. Зоран Заев и владата се причината за сите неуспеси кои ни се случуваат изминативе години. И тие не можат да бидат решение. 7.000 луѓе починаа од ковид. Имаме најголема смртност во Европа. 14 луѓе живи ни изгореа. Вакцини немавме. Над 60.000 луѓе останаа без работа. 5.600 фирми ставија клуч на врата. Македонија е на врвот на листата по перцепција за корупција на Transparency. Државата тоне со СДСМ. Народот на изборите во недела јасно се изјасни за промени и во огромен број ја даде својата подршка за ВМРО, ДПМН и опозицијата. Народот избра нов правец и таквата негова волја најдобро ќе се ефектуира со нова прераспределба на силите во собранието, преку нови предвремени избори и нова влада предводена од ВМРО, ДПМН. Брзи предвремени избори се неопходни заради под 1. Решавање на енергетската криза од страна на компетентни луѓе и спречување на евентуални рестрикции на струја кои се можни со Социјалдемократскиот сојуз. Прашањето веќе не е дали цената на струјата ќе поскапи, туку колку. Поскапувањето на цената на струјата ќе значи и ценовен шок кој ќе се прелее и врз останатите производи во малопродажба. А се тоа ќе значи изголемена инфлација, намален стандард, изголемена сиромаштија. Хидроакумулациите се испразнети. Во рек Битола нема јаглен, а багерот за ископ е во вода. Тец Неготино нема мазут, ниту се знае кога и како ќе почне да работи. СДСМ не доведе до оваа криза и тие не можат да бидат решение. Под 2. Ефикасно справување со ковид кризата. Владата на СДСМ се покажа како најнеспособната администрација во Европа за справување со пандемијата. Над 7.000 луѓе починаа. Имаме најголема смртност во Европа. 14 луѓе живи ни изгореа. Вакцините доцнеа 5 месеци, а кога дојдоа, беа од донации. Оваа влада и овие луѓе немаат кредибилитет, ниту знаење да се справат со кризата. Под 3. Забрзување на процесот на интеграција во Европската Унија. Дури и да се добие датум за преговори, зашто ВМРО, ДПМН целосно се залага, потребни се целосни и темелни реформи, кои како што е сегашната состојба ќе ги спроведуваат институции со слаб квалитет и без кредибилитет. Потребно е целосно воспоставување на владењето на правото, што е можно само со искрен, чесен и посветен пристап. ВМРО, ДПМН има план и знае како да сработи. Под 4. Заздравување на економијата и развој на државата. Заев ветуваше раст од 5% годишно, а завршивме со раст од 1%. Економијата влегува во сериозни и нестабилни води. Индустриското производство во месец септември падна за 8%, споредено со истиот месец минатата година. Бројот на вработени во индустријата се намали за повеќе од 2% во септември месец, споредено со истиот месец 2020 година. Едноставно кажано, имаме константен пад. Претходно над 60.000 луѓе останаа без работа, а 5.600 фирми ставија клуч на врата. Една странска инвестиција не е дојдена во државата. Економијата е во слободен пат. Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз не може да бидат решение. Тие се причината за сите проблеми. Граѓаните со огромно мнозинство кажаа дека сакаат промени. Над 50.000 гласа е разликата на советничките листи помеѓу ВМРО, ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз. Имаме нова ситуација на терен и таа мора да биде застапена и во собранието. Само со нови избори волјата на граѓаните ќе биде пресликана и во собранието. И само така ќе имаме стабилна влада според волјата на народот. Влада која ќе ја водат стручни и компетентни луѓе, кои знаат како да ја кренат Македонија на нозе. Порака и до Заев. Ако си верува во веселите математики со кои што се теши, ајде Заев на избори. Ви благодарам.